ОПЕК доби удар од внатре. Излегоа Обединетите Арапски Емирати. Што ќе биде со цената на нафтата? Дали е ова почеток на крајот на ОПЕК? Кој стои зад ова и дали се работи за нова геополитичка игра? Колку ќе и треба време на светската економија да се врати во нормала по енергетскиот шок? Дали кризата ќе ја забрза зелената транзиција? И на крај, ќе се откажеме ли и од бензинот и од дизелот? Одговорите ги дава енергетскиот експерт Митко Андреевски во подкастот Каде се парите со мене, Горан Теменугов. Гледајте не. Да, како што најавив, тема ќе биде повторно енергенсите пред се случувањата на Блискиот Исток и околу Иран, но нема тоа да биде само централна тема, ќе имаме неколку теми. Исто така ќе биде интересно да видиме што се случува со зелената транзиција, бидејќи во кризите во 70-тите години, двете големи кризи во 70-тите години, енергетски кризи, кои што потекна исто така од Блискиот Исток, односно од нестабилноста на Блискиот Исток, резултира со забрзана зелена транзиција и преоѓање кон алтернативни горива, при што Европа, например Европската унија, гледаме дека отиде најдалеку во сето тоа. Значи ќе го чепнеме и тој дел од проблематиката, ќе зборуваме нешто што се случи можеби за прв пат, се продаваше електрична енергија на светските берзи со минусна вредност. Мене ме зачудува тоа, не ми е јасно како оди, па затоа тука е да ни објасни денешниот гостин, како што реков, Митко Андреевски, експерт по енергетика, присутен во јавноста на овие прашања. Еве, пред да влеземе со ОПЕК и со Обединетите Арапски Емирати, што значи напуштањето на оваа земја на овој картел, да одиме со нас што е можеби голема вест, изненадувачка, се продава електрична енергија со минусни цени. Што значи првин тоа? Да објасниме. Најнапред ви благодарам за покажаниот интерес за моје гостување тука. Ќе се обидам на гледачите да на најпластичен начин ги објаснам случувањата од моја перспектива, од мој поглед кон нештата. Мислам дека ќе задржиме интерес и да споделиме одредени информации кои што не се присутни во јавноста од неразбирливи причини за мене. За вашето прво прашање, што се случува со ОПЕК и напуштањето на... Ќе одиме на ОПЕК први, но минусното, морам со минусното. Тоа ми е поинтересно во моментов, да, интересно мислам и Обединетите Арапски Емирати и ОПЕК и што стои позади сите тие работи, но ова минусно, електрична енергија, каде што знаевме дека пред 3 години, например, беше 500 евра за мегават час, во еден момент пикови имаше. Имаше и до 1000. Да. Имаше и до 1000. Так. Сега е обратниот процес. Пред да почнеме тоа, се надзира контурите на обновливите извори на енергија, производството од фотоволтаик, мали хидроелектрани, биогасни постројки, се надзираше дека во одреден момент, кога имате толку многу фотоволтаици сконцентрирани во еден регион или еден континент, ако сакате кажано, дека ќе има хиперпродукција на електрична енергија и во даден момент таа електрична енергија ќе нема потрошувач кој да ја потроши. Таков е примерот за 1-2 мај. Имено, за прв пат државата распиша аукција, односно купување на електрична енергија, проценувајќи, и тоа е за ПФБ, проценувајќи дека во тој момент на пазарот ќе има негативни цени за електрична енергија. Што значи негативна цена? Негативна цена значи дека производителот од XY причини е спречен или или е принуден да не ја исклучи електраната, мора таа електрична енергија да ја даде во системот и при тој систем нема потрошувачи во тие 2 дена кој да ја потроши. И што значи, што се доби во тој момент? Тогаш почнува на берзата негативна аукција за да ја преземете таа електрична енергија.
И кој ќарува тука? Ајде да го објасниме тоа, не ми е јасно. Негативна аукција, знам негативна надавање кога имаме. Например, се надаваме за да добиеме нешто, дури сме подготвени да платиме за да добиеме нешто. Например, земјиште некој продава и можеме да даваме на високо, но исто така ако државата можеме во минус ние да платиме плюс да платиме за да можеме да го земеме. Некако во негатива оди од почетната цена. Што значи негатива? Значи подоле од минус. Подоле од нула. Минусните цени се појавуваат како последица на производство на електрична енергија кога вие не можете да го исконтролирате неговото намалување или тотално исклучување. Тоа се случи, да. И што се случи сега? Кој ја купуваше тоа и кој ќари во целава работа? Сите. Сем производителите на електрична енергија. Тие кои што го произведувале и кои што не биле обврзани да испорачаат таа електрична енергија, не ја контролираат цената бидејќи ја утврдува пазарот и при такви услови тие губат. Добиваат, пример, нашата државна компанија. ЕСМ има купено во едниот ден минус 29 евра по мегават час. Има купено и дадено во системот и на дадено своите во потребители. системот каде што завршува преку ЕВН, завршува до граѓаните во тие часови. Но оние 100% што ги обезбедува на пример за граѓаните ЕСМ во моментот од 60, да, 62, мислам 62, 65, 62 така. беше лани, оваа година е 65. Значи, они го испорачуваат за таа цена, а воедно ја купуваат за минус 29. Тоа значи дека купуваат 1 мегават час и продавачот им дава 29 евра. Им дава продавачот. У суштина они се ќар 65, добро има тука потрошувачки се во некаде 100%, 100 евра е некаде производствената цена, мислам на ЕСМ. У суштина може и да дојдат до близко до да немаат загуби и да поболнат со вакви моменти. Да, интересен е моментот за нас, затоа што со вакви цени кои што ќе ги имаме, да бидеме свесни дека во наредниот период, пролет, лето, дури и во есента, ако биде метеоролошката ситуација како што е деновиве, ние ќе имаме такви цени. Јас го пратам пазарот во регионот, од февруари ние имаме во временски интервал од предпладне, кога беше пред 15-20 години најскапа електричната енергија, сега напротив. Тој временски интервал од 10 наутро до 17, сега како се зголемува денот, почнуваат од 7 наутро до 19, тие цени се на претежно нула, со исклучителни, како 1 и 2 мај се појави и минусни, па на Хупекс берзата беше минус 500 евра. Минус 500 Тоа значи, ако вие произведувате струја и имате облигација кон трговецот или кон операторот на електрична енергија во дадената земја, дека не смеете да го исклучите, тогаш вие секој произведен мегават час на трейдерот ваш му исплаќате 500 евра, што е тој случај, што се случи на 1 мај. Вака. Интересно е. Сега Знам дека интересно во јавноста го нема овој податок. Се надевам дека овој подкаст можеби ќе отвори и дополнителна анализа како и за вложувачите во фотоволтаични системи, кои што во нашата држава не се мал број. Гледаме дека има перманентен раст. Ќе отвори дебата. Зошто е потребна дебатата? Овие цени што ги гледате се дестимулирачки за инвеститори. Кој ќе инвестира ако гледа дека се случува ова на пазарот? Затоа ни треба дебата. И што ќе правиме понатаму? Ние го форсираме тоа, тој момент, значи да се инвестира во фотоволтаици и во обновливи извори на енергија, например ветер и вода, но доаѓаме исто така, имаше податок, прочитав дека во моментов Кина заклучно со 1 април, значи, има рекорден извоз на компоненти за фотоволтаици. Рекорден. Сега има тука две теории зошто е тоа, дали за да се искористат оние финансиски стимули што ги дава кинеската влада за извоз, па форсираат извоз производителите, или од друга страна, навистина е толку голема побаровачката на светско ниво, бидејќи се проценува дека извозот на компоненти е колку што има инсталирани
комбинирана моќност, на пример Шпанија фотоволтаици, толку е извезено до 1 април во минатата година. У суштина Кина има еден огромен бум. Дали е тоа резултат на побарувачка на пазарот или е резултат можеби, ајде да кажеме, на некои кинески политики кои што го туркаат извозот за да може да добијат некои привилегии, финансиски привилегии? Едното и привилегии. другото, но повеќе сум повеќе мислам дека е потребата. Потребата и на домакинствата, и на индустриите, и на државите, како да се снабдат со електрична енергија која што ќе ја произведуваат сами, независност. Обновливите извори на енергија даваат еден тип на независност. Ако го погледнете нашето знаме, тоа го има сонцето на него. Ние природно припаѓаме на земји кои што можеме собствената електрична енергија да задоволиме од сонце. Како обновлив извор. Некаде околу 270 дена сончеви имаме, така имаше некои математики. И не само тоа, него целиот регион е таков. Земете на пример Грција, која што има околу 6000 мегавати инсталирано фотоволтаични системи. Тоа е огромно. 6000. Тоа е ние имаме, тоа е третина, 3 пати повеќе од нас. У суштина од може и повеќе, многу повеќе од нас. 3 пати мислам дека е повеќе. Таква тенденција прати Бугарија, ние, зашо да не и Србија, Албанија. Сакам да кажам дека регионот е поставеноста на Балканот е за производство од фотоволтаика. Колку е оддржливо се ова, но мора да има и она што викаме базната е производство на базна електрична енергија, првини за стабилност на системот, не може да имаме само хидроцентрали и фотоволтаици и ветерници, мора да имаме и базна енергија, тоа се оние термоцентрали или нуклеарни централи, значи кои што ќе овозможуваат системот да биде стабилен и ноќе да имаме струја на крајот од денот и да имаме и во зима кога немаме сончеви денови. Колку е оддржливо само да се потпираме на обновливи извори на енергија како држава? Мора да имаме сепак нешто. Во овој момент точно не можеме да се потпираме само во обновливи извори. Тие се ни нудат независност, но од една страна доколку во ноќните часови за ветерните електрани и за малите хидроелектрани зависи и хидролошката состојба, односно метеоролошката состојба. Дали ќе имате ветер или дали ќе имате врнежи, дали е тоа зима или е пролет, есен, лето, многу фактори влијаат. Значи да, точно е дека ние не можеме да се ослониме само на обновливи извори, само на фотоволтаик, но што е новитет кој што се појавува во изминативе години е батериите. Батериите можат да го ублажат тие хиперпродукција на електрична енергија која имате преку денот, да ублажат во текот на вечерните часови и исто така комбинираните гасни постројки кои што можат да многу брзо да се вклучат во системот и да го избалансираат недостатокот на електрична енергија кога обновливите извори на енергија ќе прекинат со производство. За гасот ќе збориме и за зелената транзиција подолу понатаму во подкастов. Ќе се вратиме на она, објаснивме сега за негативното, ќе се на ОПЕК. Значи тоа е она лајт мотивот, гледаме што се случува. Во моментов цената на суровата нафта на светските берзи се однесува како плашливо зајаче, на секој шум тоа бега, односно оди горе, на секое некое помирно време, односно без изјави, без пукање, оди долу цената на нафтата. Значи едноставно многу турбулентно време, многу турбулентни времиња доаѓаат, живееме, не доаѓаат да живееме сето тоа, но изненади можеби напуштањето на ОПЕК, на тој картел најмоќен за производство на сурова нафта на светско ниво, кој што ги диктира цените, ги диктира производството, напуштање на еден од поголемите играчи, тоа Обединетите арапски емирати. Како гледате на ова напуштање и што значи тоа за производството на нафта во вакви геополитички услови какви што ги имаме? Да. Обединетите арапски емирати го напуштаат ОПЕК, тоа го најавија при уште првите денови од
конфликтот што се случува на Блискиот Исток и затварањето на Хормускиот теснец. И според мене е разбирливо зашто тоа го прават, затоа што не можете вие да бидете во картел каде што ќе диктираат колку треба да произведете и по која цена, како да држите таа цена, а гледате дека на пазарот цената не се одржува, таа расте нагоре, таа оди нагоре. Вклучително со тоа што Обединетите Арапски Емирати најголем приход за собствените активности го имаат од нафтата. И ако вие прифатите да бидете ограничени со производството, тоа значи дека приходите ќе ви опаднат. Мислам дека желбата нивна е за робусно испорака на нафта и нафтени деривати во периодот кој што следи. Така, но според оние математики е дека они имаат во моментов со ОПЕК беше лимитирани на 3,5 милиона барела дневно да испорачуваат, а максимумот инсталирани капацитети што може да го постигнат е 5 милиона барели дневно. Мислите дека ќе влијае тоа многу на нафтата и на нивните приходи во вакви нестабилни услови и дали позади целава оваа операција на напуштање на ОПЕК на еден ваков играч можеби стои и американската администрација кој што се обидува да влијае на цените на нафтата на светско ниво, односно да ги диктира, например, Соединетите американски држави да ја диктираат цената, но и производството, да не забораваме Америка има сопствено производство што ги задоволува сопствените потреби, но гледаме дека има и капацитети веќе и за извоз, односно, но тоа мора да биде скапа нафта во суштина, цената на нафтата да биде многу висока за да биде исплатлива за американските играчи, извозни играчи. Пред се, од мој поглед е дека Обединетите Арапски Емирати и нивната реакција се должи на она што се случи во Венецуела во првите денови од 2026. Таму ќе потсетам дека на 6 јануари имаше состанок во Вашингтон, каде што беа повикани сите најголеми нафтени производители дека Венецуела е слободна и дека треба да инвестираат. И тој состанок беше организиран од американскиот председател, кој што Венецуела не е под закрила на ОПЕК. Значи, така, она имаше беше основач, да. основач, но го напушти ОПЕК, значи, но генерално не беше. Мислам дека клучот за нивното напуштање на Обединетите Арапски Емирати лежи во тоа што ќе се случува во Венецуела. Се случи и се случува во изминативе 4 месеци. Што може да очекуваме? Што значи тоа да појасниме? Еве, што можеме да очекуваме на енергетскиот пазар? ОПЕК останува безседен играч. Гледаме дека Русија, кој што е пропратен член, односно ОПЕК плюс, мислам дека влегува Русија, се координира со Саудиска Арабија околу квотите и околу цените, иако тука има топло-ладно си играат едните со другите. Русија има санкции и останува сега Венецуела, кој што и се потребни големи инвестиции, а има се проценува најголеми резерви, пред 1/3 поголеми резерви од Саудиска Арабија, но не истражени, односно не можат уште да се дојде до нив. Што ќе значи ваквото слабење на ОПЕК? Крај на ОПЕК или се создава уште еден блок контра ОПЕК, кај што ќе бидат Соединетите американски држави во центарот на моќта? Од денешен аспект, крај на ОПЕК. Зошто? Затоа што Иран, Ирак и Саудиска Арабија се главните играчи таму. Ако вие имате состојбата денеска, како што е со испораките на нафта од тие држави и испагањето на Обединетите Арапски Емирати, повеќе ми личи од денешна перспектива дека е крај на ОПЕК. И дека ќе се формира нов круг на нов картел, ајде да го кажеме, околу Соединетите Американски држави, во кои што ќе учествуваат Венецуела и Обединетите Арапски Емирати. И што можеме да очекуваме се околу цената на нафтата во ваква констелација? Значи ќе се дојдеме до делот како ќе се посмирување на политичките и војните тензии околу Иран и Ормудскиот теснец, ќе дојдеме до колку ќе треба да се пренесе тоа да се смири ситуацијата, да се во поглед на енергенсите, кога ќе се нормализира снабдувањето во светско ниво. Ќе дојдеме до тоа прашање, но мене ми останува прашањето што можеме во ваква нова констелација да очекуваме со цените
на нафтата и со производството, количините, но и со цените, под услов да се смират тензиите на Блискиот исток. Еве ќе го поставиме тоа на маса, што можеме да очекуваме? Доколку се смират и стане проточност, има проточност самиот залив, значи јас очекувам дека цените ќе се смират и ќе се вратат во рамки од 60 до 70 долари за барел. Тоа одговара ли на Америка таа цена? Па ако ги слушате изјавите и на домашната американска јавност и на председателот Трамп, ќе најдат решение да одговарат. Тоа значи дека ќе намалат инфлацијата, американците не се научени да плаќаат 5-6 долари за еден галон. Така да внатрешниот притисок ќе го направи цената на нафтата да биде поприфатлива. Да, многу интересно е тоа со цената на нафтата и сите пред да почне кризава со Иран, значи пред да има воен напад врз Иран од страна на Америка и на Израел, големите играчи, големите банки во суштина што прават проценки на движењата на нафтените деривати, но и на останатите добра и се што се продаваат на берза, беше проценката дека оваа година ќе биде околу 60 долари и некако се добива впечаток дека тоа и одговара и на американската администрација од неколку аспекта. Првино на што го спомнавте, инфлацијата да биде ниска, американците да живеат по-добро, по-ефтино и да се движат, бидејќи кај нив дизелот или бензинот играат голема улога во стандардот и во приказната нивна за економијата. Но втори елемент што може да се каже е дека со 60 долари, например, се врши успешен притисок и врз Русија, која што го полни буџетот со продажба на нафта, а 60 долари е некаде границата за преживување на буџетот на Русија при таква цена. Што е под 60 веќе влегуваат во дебел минус, што е над 60, 70, 100 во дебел плюс влегуваат. 60 некоја граница кај што може да се врши притисок врз Русија, политички, економски притисок, за да се добијат некои политички отстапки. Дали можеме, тоа е у суштина крајната цел на оваа игра со Емиратите, со уривање на ОПЕК и да не забораваме на крај на Кина. Има две компоненти. Една е ценовната и втора е квантитетот. Така, волуменот што. Волуменот, да. Вие ако го зголемите за 2 пати волуменот, Соединените американски држави со придобивките од Венецуела, што ги очекуваат да ги имаат, и од новите наоѓалишта, и Русија, која што е сега под блокада, и го зголеми волуменот, 60 долари се супер. Така да ќе надополни празнината. Непосредно пред влегувањето во студиото прочитав дека првите испораки на Русија со руска нафта кон Јапан се веќе завршени. Тоа е нов пазар. Иако Европа има бариера за прием на руска нафта и руски природен газ, гледате дека се отвараат со овој конфликт на Персискиот залив, Русија добива пазари кои што до тогаш не биле освоени. Така, она што беше у суштина заливската нафта што снабдуваше најголемиот дел азиските пазари, а многу помал дел што беше за Европа, сега у суштина Русија го надокнадува, збориме Филипини, Јапонија, у суштина целиот тој азиски басен што околу Кина што гравитира, значи сето тоа. Добро, интересни се овие согледувања, ќе дојдеме малце за моментот колку ќе биде потребно време за смирување на енергетскава нестабилност после завршувањето на политичките и војните тензии околу Иран, но време е сега за првата пауза, односно за нашите пријатели кои што возможуваат да го реализираме овој подкаст. Затоа останете со нас, гледајте не и во втората третина од подкастот. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок клуб.
Од сега и со нов вкус. Лимон. Кекап. Ке сакаш уште. Витаминка. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Нека крцка од среќа. Ново! Хепи чоколадо со Смартис. Пробај го денеска. Да, продолжуваме со подкастот. Со нас е Митко Андреевски, енергетски експерт. Зборувавме за многу интересна работа за негативна продажба на електрична енергија во првите денови од мај, односно производителите давале пари на тие што ја купуваат електричната енергија, бидејќи не можеле да ги згаснат своите производствени капацитети, односно морале да испорачат електричната енергија и за тоа плаќале, па имаше и податок дека нашата државна компанија за производство на електрична енергија ЕСМ дека купила со минусна цена електрична енергија на слободниот пазар. Тоа е многу интересен податок. Зборувавме малце и за напуштањето на Обединетите Американски Емирати на ОПЕК. Вие кажавте дека тоа би значи крај на ОПЕК и ќе се формира нова противтежа на овој картел предводен од Соединетите Американски држави. Значи ќе имаме ОПЕК и ќе имаме некоја нова плюс некој картел кој што ќе биде околу Соединетите Американски држави. Тука сигурно играче и Русија и останатите играчи. Но доаѓаме до оној момент кога ќе се смират политичките и војните тензии околу Иран, односно околу Мореузот, односно тој ќе се врати во некоја нормала за пловност, односно бродовите ќе можат слободно да влегуваат и да излегуваат преку тој теснец. Колку време ќе биде потребно повторно да може цената на нафтата да се одредува врз основа на понуда и побарувачка, а не врз основа на страф, да се плашиме дали ќе може или не ќе може да го имаме тој волумен што сме го имале порано од тој регион, а тоа е некаде околу 20% од светската нафта што се тргува преку бродови, што се тргува преку бродови, оди преку тој теснец. Колку ќе треба време да се вратиме во нормална и да почнеме економската логика да преовладува, а не политичката и војната? Пазарот во изминативе 2 месеца ни покажа дека врз пазарот многу влијаат шпекулации. И јас мислам дека кога би се постигнал некој договор за мир таму, дека цената веднаш, во истиот момент, ќе оди надоле. Зошо го базирам ова што го кажувам, го базирам на следниот податок. Во текот на март месец, нема држите за збор, не го памтам датумот, имаше твит од американскиот претседател во 7:05 минути утрото по европско време, во кој што кажа дека е стигнал предлог од иранците дека ќе постигнат договор. Ако се вратите 7 минути порано, ќе видите колкава трансакција е извршена со продажба на нафтата. Таа информација ја намали цената на барелот за 22%. Во истиот момент беа купени акции од други компании и потоа кога се врати цената, кога се види дека е тоа шпекулативна информација, повторно се купи
нафта. Така. Да, и интересно, тогаш мислам дека во првиот случај беше 500 милиона долара беше 580 заработка. беше. Така, а имаше и втор случај кога се играше, се кладеше на повисока, тоа беше на негативна, на намалување цена, тоа се вика и ние го викаме кладење, но не е тоа кладење, туку инвестиране во пат на цената. Тогаш беше 580 милиона долара заработката на некого, некој што знаел 7 минути пред твитот изјавата на Трамп тоа да го направи. Исто така неколку минути пред да се заостри работата и да се вивне цената, некој исто така имаше инвестирано во пораст драстичен и мислам дека тука беше веќе милиарда некаде, околу 900 и нешто милиона долара беше заработката на после тој твит. Точно. Беше 7-8 дена после првата, така нека тоа е времето, но имаше заработка. Но колку ќе треба физичкиот обем да се задоволи, бидејќи вие вела дека последниот брод што испловил пред кризата веќе е пристигнат во пристаништата и веќе низ околу Ормудскиот теснец има околу 2000 бродови што чекаат влез или излез. Така. Колку би било потребно сепак да се нормализира снабдувањето, бидејќи да не забораваме, 1/5 од нафтата ја нема во моментов на светскиот пазар. Може би имаме случаи каде што еве 300.000, 400.000 тона супертанкер ирански сега вплови во пристаниште испорача нафта, но тоа се инцидентни случаи. Колку ќе треба време? Бидејќи тука збориме сега за волуменот. Да. Бидејќи нема сериозно оштетување до овој момент на битните нафтени постројки. Има оштетување, но тие нема да не одлечат со години за да го воспостават своето понатамошно производство. Јас мислам дека цената многу брзо треба да се за очекување е дека брзо ќе се стабилизира, а доставата на нафта и нафтени деривати во некои рамки од 30 до 40 дена. Така да јас не очекувам големи проблеми да ни се случат или тоа да трае предолго, доколку имаме сериозни решенија и договори за затварање на конфликтот во Персискиот залив. Знак прашање е дали некој сака да го затвори тој конфликт, дали едната, другата, третата, петата страна, небитно, и дали може да се очекува затварање така брзо. Иако беа најавите дека ова ќе трае операција 2 недели, 3 недели, се мери во денови, ние сме сведоци дека повеќе од 2 месеци. Така. Значи 2 месеци и 1 недела. Требаше 4 недели и после тоа веќе без ограничување. Тие се од денешен аспект информациите и анализите кои што ние ги правиме. Значи, во суштина можеме да заклучиме ако нема оштетување дополнителни во овој, односно оштетувањето да се задржат на она што до сега е направено, да нема нови, од завршување на конфликтот, односно постигнување на мир, околу 30 до 40 дена ќе треба за нормализирање на снабдувањето. Но, имајте го предвид и она претходно што го кажав, дека зголемувањето, кога ќе дојдеме на темата, се надевам за природен газ, ќе го објаснам попластично. Точно е дека 20% на нафта доаѓа од Персискиот залив. Ама точно е дека е Русија под санкции и точно е дека Венецуела е таква каква што е во овој момент, а нема да биде после 2 години. Тие се информациите кои што се денеска, во мај месец 2026. Што ќе се случи доколку дел од земјите не применат санкции кон Русија. Го кажав тоа дека првите испораки на нафта кон Јапонија се веќе завршени. Тоа ќе го продолжи Кина, ќе го продолжат и другите. Тогаш можете да очекувате дека Русија ќе го зголеми своето производство и ќе ја намали потребата од овие 20%. Има ли капацитет тоа да го направи Русија, да го зголеми својот производство? Па имат, ќе ви дадам пример сега со природниот газ. Например, од заливските, од Блискиот исток и од земјите, едно е што се снабдуваат 20% глобалниот пазар со нафта и нафтени деривати, и второ е околу 25% од природниот газ доаѓа од тој регион. Веќе ги имаме податоците за март. Во месец март ние имаме огромно производство од
постројките за ЛНГ во Америка и во Канада. И тие 2/3 го неутрализира недостатокот на природен газ. И затоа не оди толку, има поскапување, но не оди драстично. Јас ги гледам дури многу често паѓа на дневна основа цената на гасот, на пример, ги следам берзата, паѓа, не оди толку драстично. Имаше зголемување, но не толку колку што очекувавме. Точно, и ќе го објаснам зошто е тоа така. Значи 2/3 го надополнија недостатокот Физичкиот волуменот што го види, така, тоа е најважното во моментов. Ако гледате вие, цената на природниот газ е повисока него во февруар. И таа е повисока, да кажеме, за 45-50%. Но, тенденција е дека во април месец ние го имаме и еден од најголемите нафтени извозници во Соединетите Американски држави. Првата фаза на испорака на ЛНГ ја направи на 23 април. Тоа е првата фаза. Има и втора фаза во текот на 26-та и почетокот на 27-ма доаѓа третата фаза на тој терминал. Многу интересно е дека собственик на тој терминал е Катар. Со 70% и 30% ExxonMobil. Ако веќе Катар не може да испорачува природен газ од најголемиот производител на течен газ, на течен газ преку Персискиот залив, тие имаат инвестиција во близината на Корпус Кристи и од Америка ќе го испорачуваат тој газ. И сега тоа не завршува целата приказна, не завршува тука. Најголемите ЛНГ терминали се очекуваат да се отворат до крајот на 2026 и почетокот на 2027. Африка зазема и текако клучно место во снабдувањето. Што е интересно, ако ги гледате Канада, Северна Америка, каде што се Канада, Соединетите Американски држави, Средна Америка, Мексико и Аргентина, во афричките земји инвеститори се европските компании. Па така да во едната го имате British Petroleum, во другата го имате Eni, италијански, во Канада е Shell. Холандјани. Да, тие се неколку компании кои што ќе озголемат производството на природен газ и ќе го достават на пазарот некаде околу 113 милиарди метри кубни газ, кој што е еквивалент на пред кризата во Украина доставките кои што ги имаше Русија кон Европската унија. Значи тој дел ќе се анулира. Но доаѓаме до прашањето, кај сме ние во целава приказна? Сега ние почнавме и со електричната енергија, отидовме на нафтата, отидовме исто така и сега на гасот. Македонија електрична енергија може да произведува сама, не од јаглен, но може да ги користи обновливите извори и водниот потенцијал, сонце, ветер, вода. Јаглен тешко, па ќе бидеме зависни. Колку можеме да се извлечеме некаква корист од сево ова и како да се поставиме, колку ќе не погоди оваа криза, како да се поставиме, што да правиме? Кризата како го погаѓа целиот свет, вклучително и Македонија ги чувствува тие ценовни шокови, иако, за волја на вистината, ние не чувствуваме проблем или недостаток со нафта и нафтени деривати, ниту со природен газ. До овој момент. И како? Цел свет се тресе, ние не се тресеме. Има ли оправданост она, ајде да кажеме, не е лежерно, мислам, апсолутно не е лежерен премиерот во поглед на изјавите, туку она, да кажеме, самоувереност во моментот кога кажува ние имаме доволно енергенси и ние сме стабилни и немаме потреба од рестрикција, ограничување на точење од странски граѓани дома, значи ние сме стабилни и испорачуваме стабилност. И тоа самоуверено го кажува, значи. Во услови кога цел свет се плаши заради керозин, заради газ, заради нафта, колку ние една таква изјава е издржана на премиерот? Не, пазарот го покажа тоа, нема потреба од страф. Ја не видов дека имаме редици на бензинските станици. Ја не видов.
освен она која Тоа беше шпекулација. Една вечер што имаше тој. Тоа беше шпекулација дека ќе снема па цената да заштедат еден резервоар, тука имаше еден фаул каде што се промени методологијата на формирање на цените и место да се остави пазарот да го флуктуациите и ценовните флуктуации да се остават на секојдневно ниво, се промени во 7-дневно. Така. И кога имате вие порас на цената, дистрибутерите на нафта и нафтени деривати во тој момент ја купуваат за повисоко, а се обврзани да плаќаат како пред 7 дни. Така. И во една таква констелација се јавија тие. Но факт е дека ние немаме проблем со снабдувањето со нафта и нафтени деривати. На што се должи тоа? Ако погледнете извештајот на Регулаторната комисија за енергетика, ќе видите дека најголем процент на нафтени и нафтени деривати доаѓа преку Хеленик Петролеум. Така некаде колку 85% доаѓа од Грција. И тоа можеби е нашата една од придобивките да имате сосед кој што има рафинерии, кој што има излез на море. И која што има најголемата флота за превоз на нафта. Апсолутно. Да не го заборавиме. Грчката флота е најголема за превоз на нафта. Точно. И прв пат во изминативе од 99-та е продадена, значи 27 години, да почувствуваме ефект од приватизацијата на ОКТА на грчки собственики. Сега да не стане тоа фама. Да, таа е приватизирана за 35 милиони долари, од кои што 19 милиони сме имале резерви за нафта, каде што е направено тоа, се што е направено и кој што држи до негдека. Но факт е дека ние ги немаме проблемите со Хеленик Петролеум внатре во нашиот пазар, ги немаме проблемите, например, што ги има Србија. Србија има проблем затоа што нивната нафтена индустрија на Србија е продадена Газпром нефт. И секој 3 месеци се плашат што ќе се случува со нивната рафинерија и дали ќе имаат судбината, да кажеме, на Унгарија, каде што имаат санкции, да не треба да купуваат руска нафта. Или пример број 2, Бугарија. Бугарија Нефтохим ја има приватизирано 90-тите години на Лукойл, исто под одредени санкции на меѓународната заедница, тоест на Соединетите Американски држави. И се доаѓаме до моментот зошто да не се плашиме што може да снема Хеленик Петролеум нафтени деривати, односно сурова нафта да не може да ја преработува и физички повторно зборуваме за волумен, за обем на производство, да нема ни за Грција, да нема ни за кај нас да даде. Значи ако нема за нив, нема да има и за нас. Зошто да не се плашиме, на пример, како ја како граѓанин, зошто да не се плашам дека ќе снема? Затоа што пред малку објаснивме дека ризиците за снабдување на нафта и нафтени деривати доаѓаат од конфликтот во Персискиот залив кон азиските земји. Ниту една европска земја не се снабдува од таму. Најголемите количини кои што ги добива Хеленик Петролеум ги добива од Норвешка, од дел преку Ирак, преку Турција во Грција и дел од афричките земји. Така да снабдувањето и синџирот на снабдување кој што го работи Хеленик Петролеум не ни дава загриженост да се страхуваме дека ќе има недостаток. Да, но може ли да се случи, например, јас сум Горан Теменогов, представник на држава X од Азија или тоа, имам, државата ми е многу богата, моќна, и да се јавам на танкерите и да им речам, Хеленик ги купува за $100, за 114 сега цената денеска со толку отвори, јас ќе ви дадам $120-150, свртете и донесете ми ја нафтата кај мене, што би рекле народски, кој ја тркала Грција, дојдете кај мене. Може ли тоа да се случи во ваква констелација на односи? Во бизнисот со нафта е подруг за разлика од бизнисот со газ. Природниот газ е генерално тоа е, не му треба дополнителна преработка. Бидејќи на нафтата и треба дополнително раферирање. Зборуваме за суровата нафта, имате вие десетина различни видови на нафта. Не секоја рафинерија може да подржи нафта па да ја купите на отворено море. Затоа тие стравувања ги нема. Значи не може да дојде како со течниот газ не. И со газот
Не може да се повтори. Тоа. Плюс тоа, она што го спомнав, на вистина имаат најголемата танкерска флота. На трговската мисламе на Кина, дека ја има најголемата трговска за пренос на контейнери, додека под нивно знаме најголем број танкери пловат под Грчко, не е Панама и оние офшор мали држави што се панамско, туку баш танкерска е под Грчка. Ако гледате еден од првите танкери кој што го напушти Хормускиот теснец, кога почна иранците или револуционерната исламска гарда да наплаќа патарина, како да ја кажам, не знам. Бродарина, бродарина. Беше грчки танкер. Беше грчки танкер во средината на март, почетокот на април. Така. Значи не може некој да се јави и да рече пренасочи, бидејќи сепак Грција може да рече. Има многу нешта кои што се тука. Едната е причината што не секоја нафта може да преработува секоја рафинерија. Втората причина е што компанија од таков калибар има долгосрочни договори со производителите на нафта. Како што го дадовме примерот со струјата, дека поради XY причини, кога произведувате електрична енергија, не можете туку така да исклучите постројката и да не дадете, прифаќате да плаќате 500 евра по мегават час, само за да го продолжите, затоа што раскинувањето и неспорачувањето ќе значи неколку милиарди евра. Така да, тоа е пресериозна компанија за да стравуваме дека од ситен интерес или и крупен интерес да е, ама реномето нема да го изгубат. Нема да го изгубат. За пазар како Македонија и да снабдат редовно. И не го снабдува само нашиот пазар, го снабдува и косовскиот пазар и српскиот пазар, така Јужна Србија, да, сега тоа е регионален играч. Да, има и Црна Гора имаат, мислам, и Албанија, и Бугарија имаат. Цел регион, они се регионален играч, сериозен, зборувам за регион. Голема ли е шансата, ова сум го поставил прашањето околу продуктоводот, кога требаше да се пушти, го поставува прашањето до владата, кога ќе се пушти и дали со пуштањето може на продуктоводот со Солун Скопје може да се вмешаме во да бидеме како Македонија, значи преку нас да оди да бидеме рафинерија центарот, преку кој што ќе се снабдува Јужна Србија на пример со нафта и нафтени деривати, у суштина да се влезе празниот простор, да се искористи со кризата на што го имаат со сопственоста на српската нафтена индустрија. Тоа е и интересот на Хеленик Петролеум и нашиот интерес. Ако гледате во извештајот на регулаторната комисија за енергетика, ние извезуваме нафта како република. Да. Тоа и во последните изјави на нашиот естаблишмент беше дека не е честно реекспорт да се прави на таа нафта, но со попустот 2 и 3. Тоа е спорно, мислам. Така не е честно и кон Окта, бидејќи Окта сака да си продаде на српски пазар или во другите по фул цена, вие нелојална конкуренција кон Окта е, кон давачот на попуст. Но интенцијата нивна е дека Окта, како што е позиционирана во северниот дел на нашата република, е многу блиску и до косовскиот и до српскиот пазар, на 20 на километри, и дека тоа депо може да служи како депо за нафтени продукти кои што ќе си го најдат својот пазар во Косово и во Албанија и во Србија, зашто да не и во Албанија. На нашата држава и дава додатна вредност. Како сакате земете, јас мислам дека е тој добар проект, дека продуктоводот треба да се експлоатира до максимум, да се стимулира таа компанија да извезува од нафтените така, ќе има некоја денарче за реекспортот ќе останува во државата, но тоа е добро. И сигурност. Да. И сигурност. Секогаш кога се наоѓате како држава во некаков си коридор енергетски, тоа ви дава и додатна вредност и поголема сигурност. А посебно ако станува збор за сериозни играчи како Грција и во позадина Соединетите американски држави, тога сме малце посигурни од што да не се овие играчи. Да. Да, тука е време за втората пауза за нашите пријатели кои што овозможуваат да се реализира овој подкаст и вие да може да го гледате, а да не плаќате ништо. Така гледајте што има да порачаат нашите пријатели.
Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како луп. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп, од сега и со нов вкус. Лимон. Кекап. Ке сакаш уште. Витаминка. Да, продолжуваме со третата третина од подкастов. Во студиово со нас е енергетскиот експерт Митко Андреевски. Значи, зборувавме сега малци и за гасот, за тргувањето, зборувавме за снабдувањето на пазарот, коментиравме на изјавата, например, на премиерот, дали треба да се дали е добра изјавата, бидејќи он не се плаши дека нема да имаме недостаток од нафтени деривати. Вие го потврдивте тоа, дека немаме потреба да стравуваме, затоа што Хеленик Петролеум, преку кој што ние ОКТА, односно Хеленик Петролеум у позадина, е доволно голем, сериозен играч и светски и регионален, кој што ќе ни овозможи да имаме стабилно снабдување. Да, цената секогаш ќе варира од берзата, таа не може да влијаеме ние и да влијае главниот снабдувач на Македонија, но генерално видовме како ќе се одредува во иднина цената, бидејќи се прави контра ОПЕК, значи Америка ќе биде во центарот на случувањето. Гледаме да и околу течниот газ исто така се случуваат промени, но хајде да збориме за онаа што Македонија чепнавме, дека ќе треба да имаме, ајде да кажеме, производство на своја електрична енергија, но како сега да дојдеме до што помала зависност од нафтени деривати? Можно ли е тоа во Македонија да се случи? Да имаме една транзиција од, знаеме дека сакаат граѓаните да возат дизел, исто така индустријата се заснова на дизел. Може ли да намалиме зависноста, например, на дизел, од дизел горивото? Па добро, ние од сите овие продукти енергетски можеме да произведуваме само електрична енергија. Природен газ немаме, не произведуваме, нафта не произведуваме. Единствен енергент кој што можеме да го произведеме е електрична енергија. Тоа да биде наш производ. Следствено на тоа, и ако сакаме да имаме независност, буквална независност во енергетиката, треба да се сконцентрираме на промоција на електрични возила. Како можеме тоа да го направиме? Најверојатно со поволности кон граѓаните, кампањи, стварање на инфраструктура. Веднаш да кажам дека инфраструктурата за напојување на електрични возила не е така скапа. Визави инфраструктурата за градење на бензински станици, кои што ги имаме 450 во државата, се многу поскапи од инфраструктура да набавите за електрични возила, поеколошки се и најголемата придобивка е дека тие возила може да се заполнуваат со електрична енергија произведена од нас самите. Ако погледнете даночниот систем на Републиката, ќе видите дека произведени електрични возила од Европската Унија се со 0%.
додека ако доаѓаат од Кина се во рамки на 5% данок. Но има дополнителен данок кој што го вреднува тоа возило, колку е вредноста негова и скалест процент на данок дополнителен. Така. Пример. Данок на луксус на суштина би било, ако Така е поскапите Ако е 10.000 евра возилото, тој данок е 1%. Ама ако е 50.000 е 20% луксус. Според мене, не ни треба луксузните возила да ги оданичуваме со 20% повисок. И сега може да отвориме дебата за тоа, дали е тоа правилно или не е правилно. Првиот замаец на електрификација на возниот парк во државата ќе го направат најбогатите. Место да ги оптоваруваме со 20%, можеби треба да го стимулираме електрификацијата да започне од нив. Второ, јавните институции може да ги заменат своите возила со електрични возила. Општинските, сите тие во синџирот на државната управа треба да има интенција да се заменува и понатаму да се дојде до такси компании, до приватни компании. Како да дојдеме до такси компаниите? Такси компаниите се возе бас од таксисти. Ки ги дестимулирате да трошат дизел. Ама вика не можеме да се одвоиме ништо за нов возен парк. Не можеме, а се возе востано професионалец е возачот, значи вози цело време, ме возел повеќе пати, го знам од локална компанија е и сето тоа вика како да го заменам јас возилово, ова возило што го возам со било како или со електрично кога државата на никаков начин не ми помага, односно иако ми е основно средство за работа. Такси возилото не му е основно средство за работа. И вика што да правам, не можам да го заменам. Вие сте долго години новинар, еминентен во Републиката, неверојатно се сеќавате на една мерка од 2008-2009 година, кога за самовработување им се на лицата кои што сакаат само да се вработат, им беа одобрувани по 3000 евра. Па така се случи да една такси компанија ги собра сите невработени, по тројца од возило 9000 и донесува 150 возила. Имаше таков пример. Так, да. Еве го примерот, тој треба да се преслика во реалноста. Ако се има желба, ако ова држи, ја велам дека држи затоа што ние издвојуваме како држава повеќе од 1 милиарда евра за да купиме нафта и бензин, дизел и бензин. Пред се дизел, бензинот е помала ставка. А таа милиарда можеме да ја произведеме дома во облик на електрична енергија и не само како државна компанија, може да се произведе таа електрична енергија од се поголем број на инвеститори кои што имаат желба да произведуваат електрична енергија од фотоволтаика. Така. Дали во овој Или момент од друг облик на извор на електрична енергија од обновлив извор. Доаѓаме до клучното прашање, можеби, ќе го направам аналогијата со почетокот на 2000-те година. Во тоа време беше многу модерно интернет и брзина, значи можности што ги пружа самата мрежа, односно ајде да кажеме хардверот. И мој пријател, добар пријател, кој што е пионир во онлайн просторот, за Трендо станува збор, значи, за Сашо Мацановски Трендо, во една пригода ми рече дека тоа е на почетокот на 2000-те години, дека наскоро ќе дојде моментот кога нема да биде пресуден хардверот, односно брзината, можностите на телефонот, туку контентот, содржината што ќе се нуди на интернет и треба да се вложува во содржина. Сега зошто ја правам оваа паралела? Затоа што ние веќе го имаме хардверот, гледаме дека и по 500 евра се дава за да се продаде струјата, значи веќе хардверот е распространет, максимумите ги гледаме, производството е огромно, Македонија и тако на зголемување на тоа производство, дали од граѓани, компании, големи компании, инвеститори и сето тоа, но доаѓаме до прашањето дали треба сега конзумот да го градиме, односно да инвестираме во потрошувачката и да се бара. Дали е дојден клучниот момент, дури и овие што се инвеститори да почнат да вршат притисок за да се зголеми конзумот на оваа електрична енергија. Конзумот дали со помош на државата или без помош на владата,
тој конзум ќе се зголемува, неминовен е. Еден податок, 2025 електрични возила од Кина во ЕУ е 22 милиарди евра. Само во првите 3 месеци од 26-та се 20 милиарди. Можете да замислите. Да, сега сакаат да ги ограничат нешто, да. Каков расте тоа. Так. Да, ќе го ограничат можеби за Се обидуваат за својата индустрија да ја заштитат автомобилска. и велат, окей, 70% да биде европски производи, значи лим, прозори, И батерија гуми, пред се. Да, и батерија, а можеби 30% да користиме кинески такви. Тој дел е неузаставлив. И јас мислам дека сега е моментот кога државата која што има причина повеќе, ние немаме нафтена компанија, немаме рафинерија која што работи. Така. Ние можеме да произведеме електрична енергија и тоа обновливо извори на електрична енергија. Зошто да не го пренамениме нашиот возен парк во електрични возила, кои што ќе имаат додатна вредност и на економијата, и на бизнисот, и на енергетиката, ако сакате и на животната средина. Се проценува, мислам дека оваа бројка мора, не ме зимајте за збор, не ми е проверена, ова е што се вика некаде во некој од фајловите зачувана. Во Македонија дека има околу 400.000 возила приватни, мислам зборам не товарни, патнички возила, значи, некаде околу 400.000. Мислам дека се повеќе. 400, а вкупно мислам дека се регистрираат со сите сето тоа околу 650.000 со се товарни камиони, камиончиња, сето да. Али ова не ме зимајте за збор дека е точно бројка, ова е некаде буквално ја вадам од файл сега во моментов, значи можеби да не е точно, но ова е сериозен можност да почне да се заменува оваа бројка, сите се дизел и бензин пред се, да се заменува со електрични, али за тоа сепак е скапа инвестиција, ќе треба некој што се вика олеснување да даде владата за да се влезе во таква Таа инвестиција. исплатлива инвестиција, затоа што кажав, ако сега издвојуваме повеќе од 1 милиарда за увоз на нафта и нафтени деривати, вие ќе направите клиенти со таа субвенција или со таа мерка, ќе направите клиенти кои што најголемиот дел ќе го купуваат од домашно производство. Ако го видите мултипликаторот при таква економска мерка ќе биде огромен. Огромен. Значи треба да се електрифицира нашиот возен парк. Пример, ако ЕСМ годишно произведува електрична енергија околу 480 до 500 милиони евра, ова е дополнителен приход, не само за ЕСМ, за сите од кажеме 500 милиони, 600 милиони до 1 милиарда. Спомнавте пред да го почнеме подкастот нешто во извештајот на регулаторна комисија дека паѓа потрошувачката на дизел и на гориво во Македонија. На што се должи? Како го коментирате ова? Први паѓа со неколку години или сега имаме исклучок во 2025 и на што се должи се ова? Тоа што го забележав е во последните 3 години дека има намален процент на користење на дизел гориво. Може да го третираме на два начина. Прво, дека новите возила се многу поекономични од претходните. И второ, дека граѓаните почнуваат да применуваат хибриди, електрични возила и ги заменуваат дизелите. Тие се двете кои што вака од прва можам да ги да посочам дека се случува тој пат. На што се должи? На прво што ми текнува на овие две работи. Така. Да не го забораваме прашањето што е многу важно. Едно веќе го начнавме дека да, фино е да се произведува електрична енергија од сонце, ветер, вода, но еве од сонце е наједноставно, не имаме голем број на сончеви денови, но што правиме со најбазна енергија? Ние немаме јаглен, алтернативата ни е гасот. Колку гасот е иднина, бидејќи до 2050 мислам дека треба со регулативата на Европската унија и тој да се исврли, бидејќи тој е фосилно гориво. Ние го гледаме како поеколошко, бидејќи помалце штетни емисии емитува од јагленот
при производството на електрична енергија, но и тоа е фосилно гориво. Колку е одржливо сега да се пренамениме, например, за во наредниве 20 години да се користи газ? Многу интересно прашање, тоа ми е, да кажем, субспецијалност. Кога зборуваме за газ, ние по дефолт мислиме на природен газ. Но исто така газ е и водородот. Добро, ма тоа е технологија што уште не постои. Тоа сега ќе видиме дали не постои. Вие спомнавте Шпанија, ќе ви дам многу интересни примери од таму. Во наредниот период, базната енергија на Републиката треба да се задоволува пред се од големите хидропотенцијали, од когенеративните постројки на природен газ и трето, многу клучно, е развој на нова технологија која што ќе го користи водородот. Водородот е нова технологија која што при ваква цена на електричната енергија дава и како економски бенефит. Пример ќе го земеме Шпанија. Шпанија со еден државен, не може да кажам стратегија, него интервенција, ги собра најголемите нејзини играчи од Феноса Газ, од Репсол и буквално им наложи дека добро, вие сакате да правите транзиција, еве ви ги европските фондови. Ние како држава ќе ве промовираме и почнете да создавате. Вие ќе создавате електрична енергија од ветер, од таа електрична енергија ќе создадете водород. Вие ќе создавате електрична енергија од фотоволтаик, од таа енергија ќе создадете водород. Вие ќе користите природен газ при расцепување на тој атом, дел ќе биде водород, дел ќе биде CO2. И така натаму, и така натаму. Постојат технологии применливи се во Европа. Има за тоа програми и ние треба да се вклучиме во тоа. Колку е ова реално справедливо во Македонија? Некако како научна фантастика ми личи, ние не можеме рек Битола да го спастриме, мислам, се уште црна дамка енергетска, паѓа производството на електрична енергија во рек Битола, имаме проблем со јаглено, таму ставаме за калоричност мазут, попрскаме, па ќе испадне еден блок, ќе испадне втор, па ќе испадне трет, па може трите да не работат во еден момент, па да се радуваме кога еден ќе работи, па викаме леле каков успех во 21 век еден да работи блок на јаглен и ние да бидеме среќни во сето тоа. И сега зборуваме за нешто што е водород, што е скапа технологија, нова технологија, уште не знаеме како ќе се применува во реалноста, колку ќе биде реална таа технологија. Колку е таа сепак научна фантастика за Македонија? Точно, да, стојат тие прашалници, но ние имаме когенеративна постројка во центарот на Скопје. Тоа е ТЕТО, која што користи природен газ и имаме проект за интерконекција со Грција кој што беше забавен затоа што требаше да предвидиме дека новите цевки ќе бидат и за водород. HD реди. Што значи тоа? Ни дава за право да очекуваме дека по тие гасоводи покрај природниот газ во прво време ќе има смеша и на водород. Значи, мешавина од природен газ и водород. Во прво време тој ќе биде 5, 10, 15, 20%. При такви услови, ние треба да размислуваме дека, окей, кога градиме конектор кон Грција, кој што ќе биде H2 реди, тоа што треба да имаме постројка која ќе биде H2 реди. Се зборува дека тоа ако треба имаме да постројка H2 реди, зошто да немаме и постројка за производство на водород? Јас не очекувам дека некоја персона од владата тоа треба да го направи. Но, дека некоја персона од владата треба да ги отвори можностите и да покани, зашто да не и приватни инвеститори во тоа, или во joint venture со државната ЕСАМО. Тоа е отворено. Така да, во едно пристапување кон Европска унија, јас тука ја гледам нашата шанса, дека ќе ни се отворат огромни можности за апликација во тие фондови. Сакате да бидеме дел од Европска унија, имаме облигација до 2050, нас ни треба
финансиски грант, помош ни треба за да го реализираме тоа. Ама, ние веќе треба да почнеме да споруваме за тоа и треба да ги цртаме контурите. Оваа држава има енергетска стратегија. Проблемот при таа енергетска стратегија е дали ние дали ја применуваме и ја обликуваме според потребите, според визијата, според тоа каде одиме. Тоа е клучното проблем. Иначе како документ ние го имаме. Да, знам дека го имаме како документи. Имаше, мислам дека еднаш неуспешен обид да се донесе, па од втор пат се донесе последната енергетска стратегија. Имаше што изготвува Ману со сите тоа. Имаше така, не беше баш од прва мазно не помина така, колку што се сеќавам. Ако ме служи добро паметењето кога се донесе последната енергетска стратегија, голема енергетска стратегија што е поминато, не беше баш така мазно како што го гледаме. Пред самиот крај сме на подкастот, би сакал да ве прашам, сега да ви се даде политичка моќ, апсолутна политичка моќ, значи зборувам, кои први 3 мерки би ги направиле во енергетскиот сектор? Прво, мислам дека многу теми отворивме во подкастот и има тука приоритети. Но прв приоритет е производството на електрична енергија дома. Македонско сонце за македонска енергија е проект кој што е започнат 2016-17 и кој што се уште е активен. Воведувањето на ефтина дневна тарифа го покажува деновиве дека е возможно во тие 2-3 часа во денот вие да имате ефтина тарифа. Врз база на тие две ние треба да донесеме што поголем број на инвеститори, вклучително домашни, вклучително граѓани кои што на своите кровови ќе имаат фотоволтаик, производство на електрична енергија. Тоа е првата мерка и од сите бирократски стеги е ослободена. Значи, сакате да инвестирате без многу одење во општина, задоволување на некогаш неразбирливи потреби и за самите граѓани и за законодавецот, да ви се дозволи да произведувате електрична енергија. Тоа е првото. Второто, ЕСМ да прави партнерство со граѓаните и со индустријата. Што значи тоа партнерство со граѓаните и со индустријата? Кога првата мерка ќе ја спроведете, дел од граѓаните не сакаат да инвестираат ако имате минусни цени. Но тука ЕСМ може да понуди и да каже: да, јас гарантирам дека под 20 евра вашата струја нема да биде, за да ви ја зачувам инвестицијата и да може да си ги вратите средствата земени од банките како кредит. Но ако пазарот ви наложи да одите повисоко и можете да ја продавате таа струја за 200, слободно продавајте. Но под 20 јас ви гарантирам дека јас ќе ви ја откупам и за него е доволно тоа до 65 да избалансира се. Третата мерка е оваа со автомобилите. Тие се трите мерки. Трите мерки. Ви благодарам што бевте дел од подкастов. Благодарам на поканата. Да, тоа беше се за оваа епизода. За наредната ќе имаме една тема која што мислам дека многу малце е присутна во јавноста, за да се дебатира, ама сериозно да се дебатира и да се отворат дилемите што произлегуваат од таа тема, а тоа е за корозивен капитал во државите, кој што корозивен капитал може да влијае на политичките одлуки, односно економските инвестиции да се претворат во политичко влијание. Значи, ќе правиме дефиниција, ќе дадеме дефиниција за корозивен капитал, ќе кажуваме дали има во Македонија, ќе анализираме што значи тоа за Македонија, сето тоа за регионот, за светот и како да разликуваме корозивен од реална инвестиција. Тоа е многу важно, бидејќи во наше општество вакво поделено, кога ќе се слушне некој термин, после се употребува, не се прави разлика и се користи негативното да бидат и позитивните примери окарактеризирани како негативни, затоа ќе правиме разлика, ќе објасниме за јавноста што е корозивен капитал и дали го има во Македонија. Затоа следете не и наредната епизода. Благодарам уште еднаш.